Остригите сочинуваат еден голем и важен дел од морскиот свет. Некои видови, како што е северноамериканската, обичната европската и карпестата острига, се јадат и во голема мера придонесуваат за економијата на областите во кои се ловат. Тие се познати како вистински остриги. Но има и други остриги, такви кои произведуваат и бисери, и тие се користат за изработка на накит и други украсни предмети. Тие се нарекуваат бисерни остриги. Остригите најчесто може да се најдат покрај бреговите на сите топли и благи океани. Тие се прикачуваат на цврстата подводна површина, често школки или карпи на дното на океанот. Тие се наоѓаат дури на вештачки површини, како што се подводни бетонски ѕидови. Често, остригите се прикачуваат една на друга за да формираат огромни колонии. Телото е затворено во груба овална обвивка, која често има сивкаста или кафеаво бела боја. Остригите се познати како бивалви, бидејќи нивните школки имаат два дела, односно два вентили. Долниот вентил е прилично долг и рамен, а горниот вентил е помал и заоблен. Наборот, наречен мантија, ја обложува лушпата и прави нова обвивка, додека оваа острига расте. Остригите се хранат со парчиња храна што ги носи водата. 2 или 3 литри вода може да поминат низ остригите за 1 час. Оваа акција е важна, бидејќи остригите не можат слободно да се движат во потрага по храна. Бисерите пак се формираат кога некој предмет, како што е зрно песок или мала риба, ќе навлезе во областа помеѓу лушпата на остригите и нејзината мантија. Остригите се заштитуваат од предметот така што ќе го обвиткаат во многу слоеви на мазна материја, наречена накар, формирајќи бисер. Бисерите ги има во низа бои и никој не знае точно како бисерите ја развиваат својата боја. Бисерите направени од остриги, кои луѓето можат да ги јадат, не се толку вредни, бидејќи внатрешната обвивка на овие остриги е премногу крејда за да произведе сјај што ги прави бисерите убави. Остригите се размножуваат во лето. Женката произведува милиони јајца, но многу малку стигнуваат до зрелост. Во рок од 1 ден после оплодувањето, јајцето се изведува во пливачка ларва. На крајот од околу 2 недели, ларвата се прикачува на неподвижен предмет. Овој процес е познат како местење или удар, а само мал процент од ларвите го прават тоа успешно. Оние што луѓето можат да јадат се готови за продажба за 3 до 5 години. Вистинските остриги се популарна храна што може да се јаде сирова, варена, конзервирана или пушена. Меѓутоа, на многу места луѓето земале толку многу остриги од морето што нивниот број значително се намалил. Собирањето на голем број остриги без нивна замена може да ги промени околните води, бидејќи остригите делуваат како филтри додека внесуваат и испуштаат вода. Падот на нивниот број значи дека водата станува се помалку бистра. Некои бисерни остриги се одгледуваат од луѓе кои ги продаваат бисерите што ги произведуваат. Овие бисери се нарекуваат културни наместо природни. Одгледаните бисери се формираат околу предмет што луѓето намерно го ставаат во остригите. Овој предмет често е тркалезна мушка, наречена мајка на бисер. Потребни се околу 3 години за да се произведе култивираниот бисер со добар квалитет.